Никој да не биде толку сиромашен за да биде принуден да му се продава на другиот и никој да не биде толку богат за да може другите да ги купува, узурпира и поробува. Ова е познатата мисла на Жан-Жак Русо со која се навлегува во длабоки дискусии кога се во прашање слободата и правата на човекот. Еднаквоста е само еден од сегментите за кои ќе поразговараме во ова интервју со Љубомир Фрчковски, професор на правниот факултет Јустинијан I, а со посебен фокус кон ромската заедница. Што е нешто ромската заедница го бави го истакнува како јавна заложба и речиси представено во декларацијата за стратешки интереси на ромите. Сега од ваш аспект, како ја оценувате оваа јавна заложба, документот за кој што зборуваме? Има ли добри основи за истиот да биде пласиран до чинителите, до креаторите на јавни политики? По документот е окей, мислам, немате никогаш коментари, стално се појавуваат такви документи пред денот на ромите и акциите кои во таа смисла се случуваат. Од годишно веќе тоа е видливо во Советот на Европа посебно. Меѓутоа тука нормално секогаш стои тој проблем на нормативно и стварно во икаме. Значи проблемот на имплементација на таа приказна е уствари главниот проблем кај малцинските заедници, кај овие заедници кои не се мнозинство како ние ги нарекуваме и нивните припадници. Према тоа тука ќе треба да се поработи малку околу имплементација на некои делови од неа всушност значајно и затоа треба субјекти кои ја разбираат таа приказна, значи не ја сведуваат на вработување на еден-два роми од нивната политичка партија лево и десно, туку се го имаат во предвид таа голема слика на еманципација на целата заедница и ја држат видлива, отворена, активна во спектарот, во фокусот на јавност. Тоа е големата приказна на ромските актери кои се борат за реализација на таквата програма. Тоа е главната приказна. Актерите, програмата и нивната имплементација. Се актерите имаат две димензии, едната е невладина и тој активизам кај ромите е посилен од нивните партии, тоа што е чудно по некој пат, во принцип политичките партии кај групите се подоминантни, али поради хендикепот на политичките партии валјда на ромите во Македонија, кои се прилично компрометирани, невладениот сектор е уствари пообмислен, посталожен, постамен, поактивен, исполнет со поголем број на интелектуалци роми, кои всушност треба оваа приказна да ја предводат, политичка елита, граѓанска елита на ромите таму се создава и тие треба да имаат, веројатно во овој прв период треба да се наметнат, пошто никој, кога речеме треба да имаат, никој нема да им ја даде таа позиција. Тоа не се случува во ситуациите на борба за власт и пари, туку треба да се наметнат со таа агенда која е поврзана меѓународно, која е поврзана овдека со нас, со нашите документи, устав, рамковен договор и политичката клима, и треба исто така да се наметнат преку еден круг луѓе кои се доволно умни и паметни да може тоа да го презентираат во јавност и се борат за него, да создадат акција. Кога зборуваме за интеграција на ромите, неспорно е дека во многу извештаи, меѓу кои тој на Европската комисија цело време алармира дека постои некаков основ за дискриминација, дека оваа етничка група се уште се соочува со низа недоследности и проблеми. Ги спомнате тука и политичките партии, нивната агенда горе-долу знаеме како низ годините преовладува во процесот на заложбата за ромите. Каде е тука улогата на овие политички партии? Не спомнам дека граѓанскиот сектор цело време се става улога на коректор на власта. Но што треба овде политичките партии да прават? Прават ли доволно? Знаете што, кај политичките партии сугестиите што да прават малку функционираат. Бидејќи таму се работи за пари и моќ и тука работите стануваат многу едноставни, груби, вулгарни. По некој пат политичките елити една друга се заменуваат на истите места, место едните ги вработуваат своите и од прилike на тоа се сведува со она познато прашање дали во кабинетот на премиерот ќе има ром или не, тоа од прилike е символ на тој политички програм.
И толку е таа приказна. И таа приказна нема да се промени со тоа што јас и вие ќе зборуваме или ќе повторуваме тоа. Тоа потребна е социјална борба за тоа. Нормално може да е потребно и обновување на партиската структура, формирање на нови или засилување на постојните партии, смена на политичките елити. Тоа се нивни партиски активности. Ја помалку сум заинтересиран за таа приказна, таа има своја логика која мора да ја научите во борба. Тука нема сугестии. Големи, тие се јасни. Јас сакам малку да се вратам на документот. Документот е, мислам, генерално поставен како што треба во рамките на насоките и на Советот на Европа и на ангажманите до сега. Има малку конфузија, малку помодарство во речникот кој е прифатен и малку акцент на колективистичкиот момент кој мислам дека за ромите всушност поголем хендикеп отколку што е предност. Се акцентира тој мултикултурен, стално мултикултурна праведност и така натака. Меѓутоа, мислам дека треба, мене ми недостасува, јас секогаш тоа сум го мислел, потребен акцент на граѓанската еднаквост и шансите за успех како еднакви меѓу другите. Бидејќи затварање во мултикултурните дворишта, за ромите всушност секогаш значи губиток. Тука се добитници поголемите групи, помалите заедници се, доколку се одлучат на такво затварање, се во принцип губитници. Акцентот треба да биде на индивидуалноста, развојот на компетитивноста и индивидуална еднаквост шанси на граѓанството, тоа е граѓанско општество во основа. Секако културните права се подразбираат, тие се колективни, тоа е јазик, образование, па и да некаде клуч во влезот или шансите во влез во државната администрација, тоа стои, тоа не е спорно, тоа е и со Охридскиот договор на некој начин подразбрано, но акцентот треба да се помести према индивидуалната еднаквост на граѓаните и тогаш малите заедници, посебно ромите и ромските, имаат подобри шанси, отколку само да играат на овој помоден, мултикултурен или диалог меѓу затворени монокултурни групи. Тоа и со албанците е главен проблем и мислам дека при овој отпор во рушење на последниот режим, тие на некој начин заедно со нас успеа да го пробијат тој круг кој сега на некој начин се враќа преку политичката агенда на ДУИ која е етнички дефинирана, застарена во таа смисла. Белким тука ќе заврши приказната со законот за јазици, но таа граѓанственост, еднакви против неправдата и нееднаквостите, е заедно против тоа, е основа на отпорот кој создаде едни нови граѓански корени на еднаквост и шанси за сите нас. И таа е линија која треба, таа е коска која не треба да ја испуштиме, да користам терминот како кучето ќе ја грабне коската и не испушта, таа работа мораме да ја тераме понатака заедно. Тука има најдобри шанси еманципаторскиот потенцијал и за ромската заедница. Например, во декларацијата користите термин ромски народ, тоа е во варијанта по албански народ, ромски народ. Потоа користите, не користите, например, треба да остане припадник на етничка заедница како стандарден термин за сите. Потоа користите термин ромска диаспора, тоа подразбира во науката, подразбира дека некаде ви е матична земја, па имате диаспора, тоа не е случај со ромите, ромите се сегде диаспора и не треба тоа да се бега, тоа не е лошо, начелно. Потоа тој акцент на мултикултурна различност, почитување на разлики се подразбира во културата, но акцентот треба да биде на истоста меѓу нас, на еднаквоста. Пошто ќе ви кажам дека главните коментари и критики кон мултикултурализмот се одат на линија дека е тоа уствари скриен и љубезен расизам. Во која смисла е расизам? Они вас ве почитуваат како различни, дури и ви прифаќаат како различни, но велат добро, тие се различни, имаат различна култура, тие никогаш како нас не можат да бидат еднакви. Внимавајте, они ве прифаќаат како различни. Дали со таква терминологија на некој начин има индиректна порака за Значи, дали го разбирате тоа? Они ве прифаќаат, они не одбиваат вашата различност. Различноста на исламската култура, различноста на африканската култура, се тоа тие ги прифаќаат, дури се заинтересирани за неа, дури може да кажете се бизарно ја сакаат таа различност, но никогаш не ве третираат еднакви како нив.
Они се вика различни, имаат различна култура, не е за нив, не се за нив истите права како за нас. За нив некои малку поинакви права ако може, така ги третираат арапите. Так, значи тој мултикултурализам до крај доведен, затворен во нашите посебно, се претвара во скриен расизам на мнозинските групи, на евроцентричните групи кон другите. Тоа треба да внимавате, не треба тамо до крај да се затварате. Да кажете, не, добро, ние имаме точно различна култура, но таа не е толку различна да за нас не припаѓаат истите права како што припаѓаат за вас. И за образование, и права на жените, и права на децата, наследство дома, све тие стандардни права се исти. Ние сме исти, во таа смисла сме еднакви како граѓани. И таа линија никогаш не треба да се заборави во сета наша различност. Внимавајте на тоа, тој баланс е важен. Мултикултура да, меѓутоа не до тврд мултикултурализам до екстрем. Мора да бидеме отворени едни кон други и да имаме една основа вака заедничка нееднаквост. Па над нив да имаме наши посебни групи, културни, да речеме, шанси и простори, социјални простори. Тоа е она што, на пример, го забележувам од читањето. Добро, сега јас можеби сум во таа смисла посебно осетлив. Експерт сум читал многу од тоа, така да сум можеби предетален, али може да го подобрите тоа во финална фаза, а гледувајќи тоа базата, шансата за еднаквост, таа е подобра секогаш за припадниците на помалите групи, имаат поголема видливост со тоа. Тоа е тоа што сакав да го искоментирам за иначе коректната декларација која треба да ја форсирате. И потоа треба да форсирате меѓу себе, што е реткост и важно, граѓанска елита која се брани и која една со друг се поддржува. Не се напаѓа, не коментира, бидејќи сте малку, сите сме малку уствари во оваа држава, некој не е малку, али помалите заедници многу помалку имаат крупна граѓанска интелигенција која треба, овдека сега многу зависи од субјективниот фактор. Некој ова треба да се појави да го брани, некој треба да лобира во парламентот, некој треба да лобира према медиумите. Имаме ли доволно Па не знам, ја не знам, морам да ви кажам дека мора да се преброите во таа смисла и мора да се браните, мора да се форсирате едни други, треба да заборавите на разликите кои се во овој случај мали небитни, кој вамо отишол, кој таму отишол, кој е ваков карактер со онаков. Треба да формирате веќе една нова млада генерација која сака да ги заземе просторите и на политиката, и на граѓанскиот активизам, и на универзитетот, и во високото образование. Тоа е борбата. Луѓето се борбата. Вас ќе ве препознаат како серија од 7-8 лика кои се борат за тоа. Никогаш не е абстрактно. Извршната и во законодавната власт. Знаете, никој тој проблем нема да ви го подари. Тие нема да речат, видите, аха, да ве видам вас, а дојдете сега вие на моје место, јас ќе си одам дома. Да, но новата влада од друга страна пак посебно го акцентирала е мултикултурен соживот. Тој добро, јазикот, мене ми е јасен јазикот на Заев и тој е во тој дел окей, меѓутоа тоа не зборува дека ќе ги прифати едни, други или трети луѓе, тоа опште не е поврзано. Кој каже дека ние сите треба да бидеме еднакви, треба да имаме еднакви шанси, тоа е окей, тоа е граѓански дел. Претходната влада исто го зборуваше дека. Да, тоа е многу важно сега како во тој комуникацијски дел вие ќе се изборите, ќе се наметнете во борбата, во полемиката со нив, со ваквиот програм. Кој програм го немаат или го имаат препишано на него бранат политичките елити, колку што ми се мене познати, дури оние кои се поблиски до социјалдемократите, овие претходниве што се трансформираа, да не зборам, тие имаат своја мизерабиле историја која не пречи да ги перцепираме опште како активни политички фактори, но се обидуваат да се снајдат во оваа приказна. Значи, многу е важна борбата, многу е важна присуството во медии, во јавниот сектор. Медиумите се инструмент на, можда клучен инструмент за промоција на правата. И е тоа многу важно. И затоа ви посакувам во таа смисла успех. Она што ние кои го гледаме тоа, се бавиме заедно или сме соборци со вас во зоната на човекови права, секако не морате да обште да го акцентирате дека ќе ви помагаме и не само ќе ви помагаме, но ќе бидеме можеби заеднички на фронтот на таа борба, тоа не е спорно, но мора да еманципирате своја политичка, граѓанска и интелектуална елита која ќе ги води овие конци, која ќе се бори за овие конци, која нема да се корумпира од првото допирање со власта и со моќта, туку знае да оди таму, да се враќа, да оди таму, да се враќа, да биде во таа општа комуникација. Ние не треба да одбиваме политичката моќ. Таа е тука, таа ќе остане тука, таа треба да ја користиме,
но не треба да збираме кои сме, што сме и која е нашата прва и основна примарна агенда. Агенда се еднаквоста, човековите права и плюс тоа културната правда за групите кои се различни. Кога зборувате моделот за емансипација и создавање на некоја елита, постојано неколку иницијативи, особено моделот на образованието, каде што е клучот при формирање на индивидуа. Тие иницијативи беа во насока на подобрување на образовниот статус на ромите со особен акцент на изучување на ромскиот јазик, како во средното, така и во високото образование. Од друга страна имаше големо неготување, па и се уште тоа така, од страна на граѓаните на социјалните мрежи околу законот за употреба на јазиците го отвара прашањето кај останатите етнички, кај останатите помали заедници, каде они се чувствуваат обесправени со овој закон за употреба на јазиците, конкретно зборувам за албанскиот јазик. Тука они се во дилема дали сега повторно треба и они да се почнат да бараат единиот јазик да биде употреблив еднаков како и останатите. Па знаете што, околу статусот на официјалноста приказната тука е завршена. Тука некакви посебни барања, ниту некому ќе го подобрат, ниту нешто ќе променат. Она што вас како јас кога се ставам кога би се ставил на ваше место, би го барал, тоа е мојот општ капацитет на интелектуалец и знаење. Значи, пристапноста до високото образование не од аспект на знаење на ромскиот јазик кој се подразбира како дел од мојата култура или како дел од тоа што воспитување на така, кога би бил припадник на тоа, туку јас би сакал да бидам еднаков во оценките со сите други. Имаше тука неколку луѓе кои ми оставија, можеби еден од моите најдобри студенти, мислам дека е сега во Правда, беше ром. Најдобри студенти кои ги памтам. Мене тоа ми импресионира, таа еднаквост и способност на релативна компаративност во еднаквоста, на јазикот кој не ви е мајчин, зборува за вас само добро. Во таа смисла, тој продор, тоа ниво е примарната борба. Втората борба е партикуларните права околу културата и тука исто така постои еден ангажман, но многу е интересно дека по некој пат, давајќи ви права во област на културата, луѓето ве подценуваат. Стигматизација и предрасуди. Не е проблем ромскиот јазик, меѓутоа не се тие еднакви со нас. Тоа е проблемот, таа бариера која треба да ја поминеме како еднакви заедно. Таа е расистичка бариера која треба против која треба да се бориме редовно и на секој чекор без да ја испуштаме од вид. Таа со тоа што ќе изборите лево или десно малку повеќе права во културата не се решава. Отиве затвараат во кафес во вашата култура. Кој тоа го прави? Кој го прави општеството и мнозинството, и не понекој пат инерција на институциите. Они немаат пари, немаат желба со вашите проблеми да се бават, ако не сте вие доволно силни да им се наметнете. Кој ќе мисли сега за ова дополнително? Знаете, луѓето се во инерција по некој пат. Дури не се расисти, али се во инерција, они не ве забележуваат. Не се бават со тоа, или ги забележуваат луѓето кои се на улица од ромите. Што е повторна на стигматизација. Например, тивката релација кон една биополитичка, негативна биополитика на државата, ја поминавте на начин на кој е скандалозен по мене. Например, не можете да дозволите да нема, например, гинеколог во Шутка толку долго време. И тоа да поминува со нормални коментари. Тоа е тоа биополитички, ама знаете што е тоа? Тоа е биополитички однос кон здравието на жената ромка во тој дел. Тоа е негрижа, тоа е политички став. Некому е тоа можеби немале да се јават, како немате да се јават, ќе им наредат или ќе ги стераат од работа. Или за фактот се врзува со образованието. Кога во делот на Не е образованието, тоа е животниот стандард. Они не смеат вас така да ве подценат и вашето здравје да го стават како здравје кое не е вредно или кое е помалку вредно. Тоа е расистички став. И тоа нема врска со вашиот јазик и култура. За случајно сте тама роми повеќето. Меѓутоа, тоа е расистички став. И тој не може да помине така.
Може да помине, не се јавувале. Тоа треба се издигне на друго ниво. Политичката елита на ромите, заедно со, да речеме, Хелсинки и другите НГО кои не се ромски, кои се ги очувствуваат тој проблем, тој проблем треба да го наречат со вистинскиот јазик. А тоа е расизам и биополитика кон здравието на една група на луѓе кои се смета за помалку важна за нас и помалку важно прашање. Можда овие викаат, па добро, здравието, сите сме загрозени со тоа. Не е така. Тука постои исто така еднаквост. Ако сме сите загрозени, сите еднакво треба да патиме од таа загрозеност. Нема некој да биде скроз будна страна, а некој да има некакви стандарди. Ете, тие моменти се моменти на борба. Не се моменти декларациите на борба кои се фини. Тие моменти се сериозни моменти на борба. Начинот на кој се третираат бизнисот на ромите кои се собирачи кои имаат приватен бизнис кој е поштен бизнис, а кои се собирачи на хартија, на пластика, на железо, начинот на кој се третира плаќањето на порез кај нив со еднаквиот закон, тие се практично се дискриминираат двојно. Прво, немаат лични карти, не можат да отворат сметка у банка, што значи можеш во секој момент да го затвориш, да им го узаптиш, да им го собереш све што направиле и да ги однесеш у затвор дека не плаќаат порез. А истовремено они не можат да се постават, немаат лични карти или немаат други документи. Значи ти мораш да најдеш начин, како што има во европските земји, како тие луѓе, земајќи го обзир нивниот бизнис, нивната посебност да се бават традиционално можда со тој бизнис. Со генерација не се бават со тој бизнис. Исто ќе плаќаат порез, но на различен начин, прилагоден за нивната позиција. Тоа го има во Англија, тоа го има во Шпанија. Они плаќаат, да речеме, пример има. Не можеш така да ги тераш, ова е закон за сите ист. Не е за сите ист, ти нив ги дискриминираш со тој закон. Ако е за сите ист, бидејќи они имаат карактеристичен тип на проблеми. Немаат евиденција, немаат адреса, или има 3000 луѓе меѓу кои најголем дел се роми, немаат евиденција лични карти. Меѓутоа, Министерството за труд и социјална политика да не ОВВ се огласи дека ќе го решава тој проблем. Случајот со Подкале ми беше мовет. Не така далеку, на 5 минути од центарот на градот има неколку фамилии кои што се уште се на маргините. И дискриминацијата околу секојдневната дискриминација, непуштање во кафани, во базени. Од тоа мора да се направи проблем. Мора да се направи голем проблем. Мора да се казнат луѓето од тоа што го прават. Може така. Тие се точки на борба, после кои сите големи пароли доаѓаат позади во израз. Но кога ќе ве видат дека се борите за тие точки така, со поширок фронт на пријатели и во заедничка борба со нас, со сите нас што се бавиме со тоа, тогаш таа приказна е поинаква. Тогаш ќе не земат сериозно. И вас и нас. Што е рамковниот договор? Колку истиот тој како документ овозможи еднакви права за сите? Рамковниот договор овозможи зголемување на културната правда, тоа се вика правата во областа на културните права на различните етнички заедници, највеќе на албанската. Доведе до намалување со некакви режими на дискрепантното нивно присуство па и на другите заедници во државната администрација. Значи, од 4% се дигна на 19% во последно време, што е значаен успех. Од друга страна, маната во тој процес е тоа што одеше преку партиски филтер на владечките партии, а не на најдобрите во овој случај албански студенти кои требаа да бидат вработени. Но добро, некаков процент се дигна, некаков број се подобри. Веројатно тоа има кориси по малите заедници и нивните бројки се подобрија, можеби не како албанската, но на еден така позначаен начин од претходно, тоа стана видливо. Тој проблем мислам дека горе-долу се исполнија заедно со промената на уставот и со овој последен закон за езиците се заврши, така што практично символот на Охридскиот рамковен договор ќе остане, а тоа е грижата да општеството да биде инклузивно, да во сите идни предизвици кои не може да се предвидат со рамковниот ниту од сегашноста, реакцијата на политичката елита и на политичарите и опште на општеството биде вклучи, не исклучувај. Значи, вклучија заедницата која има проблем, разговарај со неа, најди решение,
немој да ја исклучиш, да игнорираш и да создадеш чувство на загрозеност кај неја или чувство на изолираност кај неја. Тоа е оно што би го нарекла дух на рамковниот кој ќе остане да живее, кога неговото слово горе-долу ќе се исполни со некакви законски измени. Ете, тоа е тоа. Таму останува простор за помалите заедници да се изборат, повикувајќи се на него на се подобра и подобра позиција, но повторно, внимателно, таа работите да дувајќи го фокусот еднаквоста и граѓанската еднаквост на сите, бидете спремни да бидете еднакви. Бидете спремни да имате еднакво достоинство и да не ве третираат другите како роми со помали стандарди за вас, туку како припадник на ромската заедница, кој еден дел е еднаков со сите нас, а плюс има различна култура во тие точки. Пред самиот крај, недавно бевме сведоци на неколку дискусии околу пописот. Тука е изградата на специјалното јавно обвинителство, каде се водат 20 големи политички лидери за осомничени околу целиот тој случај со пописот кој што беше во 2011 година. Дискусијата се водеше во тоа дека не треба да постои графата за етничка националност. Колку ова е битно прашање и зошто воопшто треба да се дискутира во Не, се етничката не може да ги избришат графата за етничката националност. Друг е проблемот. Проблемот е што политичките права во логика на нештата и етничките права се поврзуваат со бројките. И пописот, бидејќи ги утврдува бројките, е директна политичка алака кој колку права треба да има во умот на овој тип на политичка структура или елита. За жал, делумно правата и од Охридскиот договор се поврзуваа со бројките, тоа е на најмалку 20%, затоа што мораше некоја бројка да се најде. Но во основа треба да биде донесена една политичка одлука, джентлменска одлука, пред да се прави било каков попис во Македонија, која ќе го осигура неговото реално остварување. А тоа е дека правата, освоените права, освоените позиции, картата на права нема да се менува независно од бројките какви се добијат од пописот. Тоа ќе ги релаксира заедниците да не се билдаат со лажни бројки, да не го бойкотираат пописот на сите начини за да не се дознаат бројките. Тоа ќе ги релаксира, да речеме, албанците, дури да покажат дека се со пописот по 20%, 17-19 тука во Македонија, дека правата нема да зависат од тоа, нема да ги изгубат двојазичните општини онаму кај што ги имаат или онаму кај што се користи јазикот, дека користењето јазикот нема да зависи од пописот. Значи, тие права треба да ги тргнете настрана од резултатите од пописот. Само тогаш имате гаранција дека попис може да одржи во Македонија. Инаку пописот пропадна поради стравот дека заедниците ќе се покажат помалку од тоа што пледирале во своите политички програми дека се и македонската и албанската. Поради миграцијата и кај двете, може да се покаже дека албанската, например, е 17 претен 19 де факто на терен, а македонската е 55 место 68. И тоа ги скандализира. Па потоа направи еден обид за одење во друга крајност, да се попишуваат по скейп со пасоши имиграцијата, која е тамо 2-3 генерации, која опште не е живее овде. Па дојдоа до некои ненормални бројки големи, па и тоа видоа дека е невозможно да го бранат и го растурија пописот. Тоа беше причината за растурење. Но причината за растурење е вирусот дека бројката ќе те врзе за право. Тоа мора да се прекине и реално не смее така да биде. Реално не е така. Треба правата си се прават и остануваат исти, независно од бројките. И тогаш би можеле да очекуваме нормален попис кој ќе служи за другите предвидувања во општеството неопходни зашто пописи се прави. Што е она да се направи за да се подобри целокупната слика? Создавање на една, велам, нова млада политичка елита која знае ова да го осозна и да се бори на терен за тоа, па потоа и да се бори во ниво на политика и на прокламации со тоа, да ги спои меѓународните стандарди со внатрешната ситуација, меѓутоа и да се бори за своите луѓе на терен, значи во полициските станици, во местата на прислушување, односно интервјуирање, во затворите,
од целата таа приказна е важна за успехот на целата операција и мислам дека ќе направиме фронт заеднички за таа борба. Ви благодарам. Благодарам.